Исклучително ми е драго денеска што за наш соговорник го имам човекот на кој што му успеа нешто што на останатите пред него не му успеа. Мене ми е драго што е тоа македонец и што навистина се бореше со сите предизвици кои се појавуваа успат и на крај успеавме да се пласираме на едно вакво европско првенство. Значи точно пред да тргнете, вие тргнувате веќе утре, ме интересира она најважно прашање, како сте? Па, супер. Како може како може да бидете кога утре тргнувате на нешто што сите го чекавме 30 години од нашата независност. Тргнуваме на европско првенство и нели чувствата се прекрасни и со нетрпение очекуваме да стигнеме во Букуреш да ги направиме ние завршни подготовки пред онај прв историски натпревар на 13. Значи баш веќе се чувствува еуфоријата и тоа се надевам дека влијае позитивно и на вас како селектор, меѓутоа и на играчите секако. Па сега го кажав дека ние чувствуваме еуфоријата која е во Македонија и тоа ни пријано во репрезентацијата не сме да има преголема еуфорија, нормално дека има возбуда, нормално дека со нетрпение го очекуваме тој прв натпревар, но мора да останеме цврста на земја, затоа што ова европско првенство каде што мораме да бидеме сконцентрирани бидејќи и најмалите пропусти знаат да бидат казнати, така да мора да бидеме на максимално ниво. Така е, се согласувам. И сега некако лице сме медиум кој опфаќа малку поинаква содржина, па од тука можеби прашањата ќе бидат поинакви од она што досега сте навикнале. Кон крајот на разговорот нашиот продавач Кристијан ќе ви постави можеби прашања кои се повеќе поврзани за спортот, а јас ќе ве прашам можеби нешто што сигурно сум дека поготово нашите читатели би сакале да го прочитаат во нашиот весник. Сите знаеме дека фудбалот е тимски спорт и од тука ќе ве прашам колку како општество играме тимски за сите, колку ја движиме онаа афирмација позната, спортот е за сите. Дали навистина е достапен за сите? Дали и оние најмаргинализираните можат да се вклучат во него? Па морам да бидам искрен и јас секогаш и во мојата професија стално велам дека секогаш може повеќе. Така да и на ова прашање ќе одговорам со истиот одговор. Секогаш може повеќе и треба повеќе, посебно за лицата кои се маргинализирани, да направат сите спортски авторитети напори за да бидат вклучени во спортот, бидејќи, како што кажавте, спортот е за сите. И тие не смеат да бидат оставени надвор од можноста да спортуваат, бидејќи преку спортот може да делат многу вредности, победи, порази, да развиваат здраво тело, здрав дух. Да. Така да многу ми се допадна вашата спортот е за сите, но мора сите да направат напори, буквално спортот да биде за сите. Што мислите, од каде треба да почнеме? Дали можеби баш, бидејќи сега вие навистина кај нас така се одвиваат работите, што е актуелно, на него му се слуша повеќе гласот. Дали сметате дека вие како репрезентација, зборуваме за фудбалската, за ракометната, сега гледаме дека одбокарската навистина прави некои успеси, дали мислите дека сите треба да зборуваме малку погласно на оваа тема и да пробаме полека да ги придвижуваме промените? Дали можеме нешто да направиме ние по тоа прашање? Секој поединец може тоа да го направи. Еве јас јавно порачувам на сите спортски клубови и на сите спортски федерации да преку официјалните здруженија кои ги имаат лицата кои се маргинализирани, да има возможност да бидат составен дел од некој тренажен процес кој е предвиден од стручни лица за лица кои се маргинализирани, затоа што преку спортот можат многу нешто да добиеме сите. Значи тоа се граѓани кои ги имаат истите права како и секој човек и не треба ние да гледаме поинаку на нив, едноставно треба да има возможност да ги имаат истите права како секој граѓанин на Македонија. Да, сигурно сум дека и тие можат да придонесат исто колку што можат и останатите, само зборуваме за шанс, колку можеме да им пружиме нешто што досега можеби не е направено. И сега кај нас во нашата организација се случува социјално менторство за работна инклузија
И некако тука гледам некои слични предизвици. Ова повеќе ќе ве прашам како тренер, колку сметате дека вие сте нивниот ментор? Значи, колку тактиката е важна за вас како тренер пред утакмица или сепак мислите дека нивната психолошка подготовка е поважна? Секако знам дека веќе е и актуелно да се ангажираат и психолози, меѓутоа колку вие како тренер, колку вас ви е поважно да ги за резултатот да ги подготвите тактички или па можеби мотивацијата е клучна или па некаде можеби и двете работи, како вие сметате дека е подобро? За мене секој сегмент е битен и сето тоа мора да биде вклопено во една целина и кога целата подготовка ќе биде на врно ниво, тогаш можеме да се надеваме на позитивни резултати. Значи да, тактиката е битна, но исто така е битно и нели психолошкиот пристап, да фудбалерите нели психички бидат подготвени за надпреварите, покрај нели тактички тука исто така и физичката подготвеност. Тука е значи како што велам, сите компоненти треба да бидат вклучени за да се надеваме на успех. Доколку една од тие компоненти не е направена како што треба, тогаш мислам дека веќе тимот ќе биде во проблеми. Дали некогаш можете да предосетите пред утакмица, например играте во сабота, дали веќе во среда знаете според духот на репрезентацијата внатре, духот на тимот, дали веќе во среда знаете дека некоја утакмица е победена или дека е изгубена, или тоа е можеби нешто што не може да се знае пред време? Па тоа доаѓа посебно во екипа кога сте долго. Јас во оваа репрезентација сум без малку 6 години. Овој состав на репрезентативци заедно сме скоро 5 години. Така да добро се познаваме и со поглед веќе се разбираме и да, веќе кога наближува надпреварот, по она што го гледам на тренизите по односот на фудбалерите, веќе сум во голема мера убеден како ќе заврши тој надпревар, односно како ќе го одигра, затоа што фудбалот е непредвидлива игра, можете да одиграте на најдобро можно ниво, а да не го добиете надпреварот, но еве да кажеме дека веќе во среда, како што кажавте, знам дека ќе го одигра добро или можеби малце не се сконцентрирани, па имаме тие 3-4 дена да обрнеме внимание на нешто што да не ни се деси на овој надпревар што не следи. Знаете, јас дома имам спортисти, секогаш велам дека за вас го делам оној впечаток дека толку добро некако ги движите, работите во однос на играчите, толку некако се гледа некоја добра атмосфера, некако сте им поставен како вистински модел кој треба да го следат. Имам некогаш чувство дека многу од утакмиците ги имаат одиграно заради вас. Значи, навистина не е додворување, него навистина така мислам, дека како некој впечаток се створи како да не сакаат да ве изневерат вас. И некако ми изгледа некогаш дека се радуваат, меѓутоа се радуваа и за себе нормално, меѓутоа како да се радуваа и за вас. Сигурна сум дека вложивте многу во оваа репрезентација, во овие 6 години, како што сам кажавте. Дали вие сметате дека е така? Имате ли такво чувство за себе? Па добро, најнапред благодарам на комплиментите што ги искажавте. Јас само ќе кажам дека сум среќен што работам со такви момци, со момци кои на Македонија и ја донесува оваа фудбалска историја, оваа фудбалска ренесанса да ја кажеме, затоа што сега сите во Македонија зборуваат за фудбалот, а тоа е благодарение на овие дечки предводени од капитенот Горан Пандев. Јас само се трудев да го сватат она што вие го кажувате, дека едноставно нели кога ќе им пристапите честно дека треба да го одработат надпреварот онака како што треба да го одработат и кога мислам дека они ја видоа мојата доверба, бидејќи како они мене, јас нив не ги изневерив, затоа што екипата кога бележеше добри резултати, јас воопшто не направив промени, него со оние фудбалери кои ги бележа резултатите, едноставно таа доверба моја ја има и ја оправда, бидејќи Македонија бележи скоро 4 години позитивни резултати и мислам дека тоа е обострано и затоа така функционираме и тоа така изгледа како што вие го кажувате. Сега ќе ве навратам само како последно прашање, ќе ве навратам сега е успехот и сега како што кажавте се случува таа ренесанса и навистина е така, меѓутоа не беше толку лесно и позитивно за сите овие години и затоа што како медиум опфаќаме и теми како говор на омраза,
би сакала да ми кажете искрено колку тоа влијае на вас. Може би со време сигурно сте отрпнале да читате секакви коментари, дали разговарате за ова со играчите, дали колку ви значи публиката како уште еден играч плюс на теренот, сега, кога ја имате нашата поддршка, меѓутоа што ви значише и како се чувствувавте цел сите овие изминати години, кога за жал се боревте да дојдете до тој успех, не доаѓаше, сега било моментот да дојде, меѓутоа за сите овие години имаше на социјалните мрежи, поготово, како и за секој друг спорт, а и за секоја, можем да кажем, и друга работа која се случува овдека, често наидува на линч, односно на говор на омраз. Колку кај вас тоа влијае или веќе со годините отрпнавте? Па јас како индивидуа јас тоа не можам да го спречам и оставам на културата и нивото на култура што поединецот го има и што го изразува преку социјалните мрежи. За жал контрола на тоа не може никој да има, бидејќи денеска секој може да си отвори профил, дали е негов или лажен, тоа не знаеме. И сега дали во своје или во некое име, нели да изнесе еден куп навреди, но ние сме јавни личности. И кога веќе сме се определиле за оваа професија, нормално дека подлежиме и на критики и на пофалби, така да тоа воопшто не допира до мене, бидејќи и тогаш и сега сум сконцентриран на она што го работам, верувам во она што го работам, верувам во мојот тим, во соработниците, мојот стручен штаб, медицинскиот персонал, а највеќе верувам во фудбалерите. И да, разговарав со нив и добро знам од каде потекнувам, нели, јас сум македонец и добро знаеме, нели, што се случува по социјалните мрежи, малце на фудбалерите кои играат во странство, не дека и таму нема случаи, и таму имаме случаи каде што на социјалните мрежи нели се изразуваат навреди кон нив, така да едноставно ние сме сконцентрирани на она што треба да се случува на зелениот терен, да и носиме радост на македонската нација и ние живееме за навивачите, за ние вистинските им благодариме на поддршката и секогаш тие ќе бидат во нашите срца, а ние другите за нас се неважни. Да, сигурна сум дека е така, вие ги правите успесите, како што кажавте, секој може се да каже, а јас ќе ви посакам среќа, навистина ми е драго што бевте денеска наш соговорник, ќе ви посакам среќа на Европското првенство, успехот е веќе тука, значи треба да му се радуваме прво на овој, а потоа и на секој нареден што сигурна сум дека ќе следи во Букурешт. Навивајте за нас и читајте лице в лице.